Процедуралното, имам две процедурални, беа наменети за председателот, меѓутоа во негово отсуство вие ќе си го кркате сега. Значи, прво е за редоследот. Милион пати до сега сме кажале дека редоследот е неправичен и за ова и вие, тоест председателот и ние како собрание, повторно ќе си попиеме една представка пред антидискриминаторска, бидејќи ова е класична политичка дискриминација. Значи, ефективното право на поставување устни пратенички прашања на пратениците на левица во пола од мандатот е скратен, поради тоа што не ставате секогаш 8, 9, 7, а знаеме дека еве го 1 часот, ние во 3 часот, во 4 часот ќе почнеме да ги поставуваме првите прашања. Тоа е прекршување на членот 40 став 2. кој што вели, пренесете му на председателот, дека редоследот на поставување пратенички прашања го утврдува тој во договор со координаторите на начин кој ќе обезбеди соодност 2:1 во корист на пратениците од пратеничките групи во опозиција и ова што не го читате намерно, пола мандат веќе, на пратениците во опозиција кои не се организирани во пратеничка група. Тоа сме ние од левица. Значи не можете како ентитет да не ништите, како да не постоиме. И знаете кој е објаснувањето на Џафери? Вика, па ДПМН има 22 пати повеќе пратеници од вас. Па и Калифорнија има 66 пати повеќе население од Аљаска, ама и двете држави имаат по 20 сенатори. Тоа е паритетна основа. Не можете вие да не ништите кога е на паритетна основа, кога деловникот ви кажува. И другата финта која што ни ја правите, само 4 најголеми партии да ви има во вести, тоа ли ви е вас? Да стигнете до 1 саат да си поставите прашања ВМРО, СДС, ДУИ, да ви има во вести, а друга ситна боранија нека иде. Нашето право на пратеничко прашање стигнува во 22 часот, а седмицата завршува во 18 часот. И како е тоа правично? Кога ние ќе стигнеме да поставиме пратенички прашања? Тоа е првата процедурална забелешка. И втората е на кого тоа ние имаме право да поставуваме пратенички прашања како пратеници. Значи, имам поставено пратеничко прашање уште во мај месец до председателот Џафери и до генералниот секретар. Немам добиен одговор без образложение, односно со некое устно образложение дека тие не биле подложни на пратеничко прашање. Како бе не се подложни на пратеничко прашање? Ние исти ли закони читаме? Член 15 од Законот за пратеници вика: пратеникот има право да поставува пратеничко прашање на владата, на секој министер поединечно, како и на други носители на јавни функции кои ги избира и именува собранието. Такви се и председателот и генералниот секретар. А прашањето е многу едноставно. Прашањето е во кој парламенти во универзумот службениците паркираат на паркинг, а пратениците